Во организација на Скијачката федерација на Македонија денеска се одржа меѓународниот ролерски надпревар од центарот на Кривогаштани до влезот на Крушево, групен старт во машка конкуренција на 10 односно 12 километри. Покрај оваа трка која се бодува и за рейтингот кој е потребен за надпреварувачите за зимските олимписки игри во 2018 година, ќе се одржи и трка во должина од 3 километри со индивидуален старт за мажи и жени низ Крушево. И за прв пат фактички овие надпревари од 1 јуни започнувајќи од оваа година со стартот на квалификацијскиот период за зимските олимписки игри во Пјонгчанг 2018 година, овие летни надпревари ќе се бодуваат и ќе влезат во тој квалификацијски систем. Идејата потекна од таму и ние решивме да бидеме во тек со времето и да направиме еден ваков исчекор и да организираме еден ваков надпревар. Пред се сакам како градоначалник на општина Кривогаштани од моје лично име и од името на жителите на општината да изразам една голема благодарност за селекторот на македонската нордиска и биатлонска репрезентација господин Ѓоко Денески, кој што еден ваков вид надпревар успеа да го донесе пред се во Република Македонија како почеток на идни традиционални вакви надпревари. Меѓутоа посебно ми представува задоволство што покрај тоа што е за прв пат организиран еден ваков меѓународен надпревар, посебно задоволството што почетокот на тој меѓународен надпревар е од нашата општина. На меѓународниот ролерски надпревар, кој е всушност дел од нордиското скијање, учествува ЗДО надпреварувачи од Македонија, Србија и Грција. Професионално 8 години сум во репрезентација, имам постигнато доста добри резултати. Имам постигнато најдобар резултат во јуниор, додека бев јуниор, имам постигнато олимписка норма за Сочи, индивидуална, али за жал немав среќа да бидам дел од олимписките игри. Ова надпреварување денеска кое се одржува е Балкански куп. Тоа е да летно време да не се изгуби кондицијата за во зимно. Ова е еден вид на спремање. Ова е прва трка која се организира во Македонија од страна на Скијачката федерација, каде резултатите на надпреварувачите се вреднуваат и влегуваат во рангирањето за олимписка норма за следната зимска олимпијада, која ќе се одржи во 2018 година.